Зверски утринава во Кочани е убиена 46-годишната Танкица Младеновска, мајка на 3 деца. Убиството е извршено пред низината куќа околу 6 часот во моментите кога таа тргнувала на работа. Осомничен за убиството е Усеин Рашидов, 59 годишен кочанчанец, кој пред 7 години со сега убиената имал кратка љубовна врска. Во периодот потоа, тој константно ја уценувал сега починатата за пари, бидејќи располагал со компромитирачки материјали. Таа премногу беше чувствителна и се срамеше од врската која ја имала и за која често велеше дека е најголема грешка во животот. Правеше се тоа да остане во нејзиното минато, но нејзиниот убиец во ниту еден момент не ја остави спокојна. Според нашиот соговорник, близок на сега починатата, таа постојано од него била под психички и физички притисок. И се закануваше, и бараше пари, и таа со кредити беше полна. Имаше кредити од повеќе банки, земаше брзи кредити сакајќи да се заштити, објаснува нашиот соговорник. Не можејќи да го издржи притисокот на 10 мај годинава, Танкица случајот го пријавила во јавното обвинителство, барајќи помош, но тоа притисоците врз неа не ги намалило. Основна верзија за ова е што убиецот наводно имал рак на простатата и бил убеден дека нема да живее уште долго. Од секторот за внатрешни работи Штип денес го потврдија случајот. Денес во Кочани полициски службеници од полициската станица Кочани го лишиле од слобода Усеин Рашидов, 59 годишен од Кочани. Тој се сомничи дека околу 6 часот и 15 минути по претходна расправија пред домот во кој престојувала со остар предмет и нанел убодни рани на Танкица Младеновска, 46 годишна од Кочани, која починала на местото на настанот. Смрт констатирало лекар од Итна медицинска помош Кочани, а увид извршиле екипи на ОВР Кочани и јавен обвинител по чија наредба телото на починатата било дадено на абдукција. По целосно документирање на случајот против Усеин Рашидов ќе биде поднесена соодветна пријава. Се наведува во соопштението од секторот за внатрешни работи Штип.